Благодарам, председателе. Почитувани, јас не сум член на Комисијата за буџет, ама го прегледав законот, се разбира, низ призма на родовата димензија. И денеска сум радосна што чув дека министерот пишува заеднички труд со Никица, која што во поглед на родовите прашања е извонредно упатена. Неколку пати употребивте органски закон, системски закон, да, по природа е тоа, иако нашата правна наука во моментов не прави разлика на системски и обични закони, но добро е што го потенцирате тоа. Сега системскиот закон бара системски пристап. Што значи тоа? Дека од аспект на родовата димензија не може да не го читате низ призма и заедно со законот насочен против дискриминацијата и законот насочен против насилството семено и жените. И затоа, кога споменувате изјава како елемент на овој закон, одлично е, но треба, предпоставувам, ќе ви препорача и Никица да ја дополните токму со изјава за родово финансирање. Значи, ве молам, членот 3 од законот точно е дека го промовира, го озаконува начелото на родова еднаквост, меѓутоа мора да се развие попрецизно со помош на амандмани и јас овде мислам дека ние веќе најавивме, како што гледате, широка женска коалиција во поглед на родовата димензија и се надевам дека тоа ќе го сторите. Исто така многу пати споменавте смарт финансии, токму смарт погледот вели дека треба да се штити општото добро, а во креирањето на јавната политика мора, така велат австријците кога го вградиле во уставот ова начело, да се води сметка и за родовата димензија. Зошто? За жал, светот денеска не го управуваат се уште идеите и умот, туку парите. Затоа, за да дојдете до смарт финансии, за кои се потребни и жените, го споменавте и фискалниот совет, молам и при неговото конституирање да водите сметка за родовата димензија, инаку ќе ве подсетиме ние, се надевам дека во јавната расправа, во која ќе учествуваат и експерти и невладиниот сектор, ќе дојдеме до заеднички решенија. Благодарам. Ви благодарам.